Почитувани присутни, добар ден. На почетку ве повикувам сите присутни со едно минутно молчење да им дадеме почит на настраданите наши сограѓани. Пожарот се случи во Кочани на 16 март оваа година. Врз основа на член 40 од Закон за локална самоуправа и врз основа на член 32 од Статутот на општина Гевгелија ја отварам 60-та воредна седница на Совет на општина Гевгелија. Почитувани колеги, пред да ве повикам да се изјаснеме за оправданоста за свикување на оваа воредна седница, ќе ми дозволите кратко обраќање во неколку реченици. По поводот за денешната седница, кој е многу тажен. Не постојат зборови со кои може да се изрази сочувство за згаснатите млади животи. Не постојат зборови за утеха за нивните најблиски. Во овие тешки моменти, во овие денови на траур и жалост, мораме да ја собереме сите силата и единствено како луѓе, само како луѓе, кои во даден момент се избрани да имаат одредени обврски, за жал и вакви, да исполниме непријатната должност за која сме собрани денес. Вечен покој на настраданите, вечен им спомен, Бог да им даде сила на семејствата да пребродат. А сега ве повикувам да се изјаснеме за оправданоста за свикување на оваа воредна седница секој без претрес. Кој е за? Благодарам, констатирам дека Советот едногласно донесе одлука дека причините за свикување на оваа седница се оправдани. На денешната седница се поканети Андон Сарамандов, градоначалник на општина Гевгелија, Ангелинка Петкова, пратеник во собранието на РСМ, Сашко Јанчев, пратеник во собранието на РСМ, представници на општинската администрација, представници на средствата за јавно информирање. На денешната седница се присутни 19 членови на Советот од вкупно 19 по општо број Советот. Според тоа постои кворум за полноважно одлучување. Според за записничарот е одреден вработениот Благој Картов, а за правник е одреден вработениот Благој Ристов. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред со единствена точка 1, предлог одлука за доделување на финансиска помош за настраданите граѓани во пожарот во Кочани. Почитувани колеги, согласно член 40 став 3 од Законот за локална самоуправа, кој ви вели дека Советот не може да го менува дневниот ред за воредната седница, молам, а истиот го ставам на гласање, молам да се произнесете кој е за. Констатирам дека предложениот дневен ред е едногласно усвоен. Минуваме на работа по усвоениот дневен ред. Точка 1. Предлог одлука за доделување финансиска помош за настраданите граѓани во пожарот во Кочани. Представникот е присутен, повели. Почитувани, со оваа одлука се доделува финансиска помош за настраданите граѓани од пожарот во Кочани од 16.3.2025 година. Средствата за финансиската помош во износ од 1.500.000 денари ќе се исплатат од буџетот на општина Гевгелија за 2025 година. 1 милион од ставка Д0 градоначалник, под ставка 464 разни трансфери и 500.000 денари од ставка А0 Совет, под ставка постојана резерва непредвидени расходи.
на сметка на Фондот за солидарност на Црвениот крст, која беше објавена како единствена сметка за донација. Благодарам. Благодарам на представникот. Отворам претрес по предлог одлуката. Дали некој се јава за збор? Нема, бидејќи нема, го затворам претресот и предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? 19 за. Констатирам дека предлог одлуката едногласно е усвоена. Со ова, колеги советници, дневниот ред на 60-та воредна седница на општина Гевгелија е исцрпен. Ви благодарам за соработката и присуството.